работите, дали ВМРО ДПМН ќе влезе во владата? Па тие тоа да се обидуваат да играат на неговата суета, пошто очигледно нели лидерот на ВМРО ДПМН едно од амбициите му е да стане премиер. Јас мислам, за жал, поголеми се шансите да капитулираат него, да се одвржат и да кажат едно тврдо не, и искрено се согласувам, се повеќе излегува дека е точна тезата на СДСМ дека ние ги унаводници држиме во заложништво. Значи зошто? Поентата е дека да не постоеше левица, че македонскиот народ убаво тоа треба да го знае, да не постоеше левица како политички фактор, дури и со два пратеници, стравот од едно масовно огромно осипување на најтврдокорните патриотски гласови кои што ги има ВМРО ДПМН на наше конто, го држи сепак ВМРО ДПМН прво да излегува со едно, па прво да излегува со друго и така натаму и така. Од една страна е притиснат од американската амбасада и западните дипломати, од друга страна ние ќе излеземе со некои општени, гледате како да си играме пинг-понг, едноставно ставот им еволуира, но за жал мислам дека е поизвестно дека ќе прифатат и тие мора да се свесни, само да ги земеме брките од времето на Груевски, например, ВМРО ДПМН имаше околу 450.000 гласа као стабилни и погоре, по Преспанскиот, по тој катастрофален процес кај што и нивни пратеници учествуваа, тие сега се паднете негде на плафон од 350.000. Уште е нешто вако, значи само 5 години после Преспанскиот ако се случи, јас мислам дека минимум 50 до 100.000 гласа исто ќе изгубат и ќе влезат у процес на распаѓање или така наречена пасокизација, овој случај и од десно, слично како што е СДСМ и на долг рок апсолутно ќе исчезне. На левица тоа претпоставувам и одговара. На левица одговара, ама на државата не ја одговара. Да ја одговараше на левица, ние можеби немаше ни да притискаме толку со соопштенија и со такви работи, ќе пуштевме притисокот од запад да си го направи своето, но ние верувале народот или не, ние навистина се грижиме за државата и идеме многу често и на наша штета. Како што и за медиумската блокада што ќе зборуваме понатаму. Така ќе зборуваме